Повелете прашања, секако ако има некој од коалиционите партнери, може да се обрати овде. Дали некој сака да се обрати? Остануваат на располагање сите наши партнери за изјава. Повелете за новинарите прашања. Само микрофонот да стигне до секој. Маја Васова од 24 вести. Господине Заев, владата ги поништи одлуките на вашите министри. Дали тоа значи дека договорот од Пржино е веќе целосно укинат? Една од нашите препознатливи атрибути во целиот овој период е конструктивноста во процесот. Ние рековме, не гледаме алтернатива надвор од договорот од Пржино. Ќе дадам коментар. Ако се поништуваат вакви акти на министрите Фросина Ременски и Оливер Спасовски, зошто не се поништени сите исплати на Ставревски? Зошто не се поништени сите исплати на Министерството за информатичко општество, на земјоделство? Заради тоа што и тие немат подпис на дополнителен заменик министер и не требало да имат, не се однесуваат на изборите, ако тргнеме по самиот дел. Решенијата кои што се донесени од самите министри може да бидат обжалени од страна на лицата на кои што се однесуваат пред Државната изборна комисија и да барат пред управен суд своји постапки. Не е надлежност на владата, има прекршување на законот. Истовремено, неовластен е предлагач од дополнителен заменик министер, без разлика дали е тоа господинот Диме Спасов или господинот Митко Чавков. До влада може да предложи само министер. Апсолутно целото ова, како и да го гледате како една комплетна какафонија, создава само еден основен елемент за безобразието и дрскоста на власта. Ние сме овде да бидеме и конструктивни и совеста на општеството. Ке се избориме во име на сите принципи за кои што се залагаме, транспарентно пред целата наша македонска јавност и ќе видите дека власта само се подлабоко влегува во кашата, која што секако сама ја замати. Да се задржиме сепак на договорот од Пржино. Дали всушност повеќе не е на сила? Дали значи тоа што се случи до сега значи дека всушност повеќе не се на сила условите кои што на вас ви беа поставени, односно на опозицијата со овој договор? Да речеме дали во иднина би продолжиле да ги објавувате бомбите? Ако биде уништено специјалното јавно обвинителство и ги вратат материјалите, Зоран Заев ќе продолжи да ги објавува бомбите. И истовремено, како што рековме, ќе ги употребиме сите алатки и механизми кои што ни стојат на располагање. Јас ги замолувам новинарите да го прашат Никола Груевски, Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска и сите други, зошто до ден денеска ги немат предадено прислушуваните материјали во специјалното јавно обвинителство. Многу важен моментум на кој што сите заборавивме. Денеска повеќе од било кога со почеток при Б извештајот, работа на специјалното јавно обвинителство и сето она што е сознание меѓу јавноста се знае, кој тоа слушал во Република Македонија. Што страна со странските служби, со спионажата, со жолтите комбиња, тактичките опреми, каде ги снема. Тоа е само уште еден аргумент плюс за безобразието на власта која што со овие последни чекори посегнува се со конечна цел да ја спаси прво својата кожа, а и секако да продолжи да ја манипулира јавност. Вистината е толку силна, е толку јака и незапирлива и таа ќе излезе. Замолувам, ние имаме трпение, да имате и вие трпение, Македонија ќе се врати на граѓаните. И повторно граѓаните ќе бидат власт во нашата земја. Повелете. МВР беше, мислам дека единствената институција на која што специјалното јавно обвинителство не се пожали дека ја саботира. Дали се покажавте со тоа што ги повлековте вашите министри, затоа што практично сега СЈО е оставено само на себе? Јас мислам дека не е СЈО оставено само на себе. За жал, перцепцијата која што и вие, за да оформите вакво прашање кај еден дел кај граѓаните, е токму тоа, е поради безобразието на власта, да ги поништи сите овие решенија кои што би требало да бидат професионална асистенција на специјалното јавно обвинителство, но и на сите
институции во Република Македонија. Јас верувам дека специјалното јавно обвинителство ќе ја продолжи својата работа согласно устав и согласно закон и верувам дека неговата работа не може да биде никако попречена. За ништо не се каеме за одлуките за кои што ги имаме донесено, вклучително и за оваа одлука, како што знаете. Моментот кој што не води е вербата во принципите во кои што веруваме и обстојуваме. Се додека се бориме за тие принципи, се дотогаш ќе бидеме на вистинската страна. Ако се откажеме од тие принципи, ќе се откажеме и од нашата Македонија. Тоа е недозволиво за опозицијата, тоа е недозволиво за било кој од граѓаните во Република Македонија. Повелете. Господине Заев, дали преговарате со некоја албанска партија да ви се приклучи во фронтот? Ние знаете дека одржавме работни состаноци многу транспарентно пред вас новинарите со неколку политички партии од албанскиот блок. Јас ги повикувам сите. Сите опозиционо позиционирани политички партии и сите политички партии кои што сметат дека за овие вредности и принципи треба да застанат. Заев е шеф на опозицијата и председател на најголемата опозициона партија. Ние го изготвивме текстот на овај документ за кој што рамноправно еднакво ќе застанеме сите. И не ги повикувам само политичките партии, ги повикувам сите здруженија, сите организации, сите синдикални здруженија, ги повикувам сите граѓани интелектуалци, работници и невработени, професионалци, секој да застане за оваа платформа. Ова се универзални вредности за кои што треба да застанеме сите граѓани на нашата Македонија. Само микрофонот. Мира, чекај малку, смири се. Што велат информациите на СДСМ за состојбата за пречистување на избирачкиот список? Имајќи го предвид фактот дека од тоа зависат дали изборите ќе бидат кредибилни, фери и демократски. Ова се документи, два последни извештаи по кои што работи Државната изборна комисија. Анализи до каде се дојдени до синоќа. Зошто го знаеме, имаме наши двајца представници во Државната изборна комисија и впрочем вчера одлучивме дека тие и треба да останат таму, за да по закон и по методологија се заврши постапката до последниот ден на проверка на избирачкиот список, а тоа е согласно член 43 став 3 од изборниот законник, еден ден по распишување на изборите. Ако остане Трајко Велјановски, председателот на собранието, дека ги распишува изборите на 15-ти, тоа значи до 16-ти треба да биде завршена проверката на избирачкиот список. После тоа имаме 10 дена достава до статистика заради регрупирање по адресните податоци. Луѓе што немат број мора да бидат упатени на кое гласачко место гласат. Од 25-ти, по мои сознанија, почнува јавниот увид, кој што трае до 9 мај. Од 10 мај почнува 5 дена право на ДИК да се обрати до политичките партии. Политичките партии имат 5 дена да дадат забелешки, за бришење, за дополнување или слично. ДИК има 3 дена да одлучи по жалба. После жалбата, правото на политичките партии во 24 часа имат до тужба до управен суд и управниот суд има право на одговор од 24 часа. Тоа е роковникот. Зошто? Заради тоа што 2011 изборите беа на 5 јуни и беа распишени на 15 април. Роковникот е веќе јасен, согласно закон, кој што постоел и тогаш и сега. Од тука тоа што досега е сработено, ни кажуваат вака. Со мечинг на прашањата 1, 2, 4 и 5 или правда и МВР, тоа што досега го има доставено, се констатира досега 3490 мртви, односно починати лица. Тие треба да се избришат. Од теренот тоа што досега го имат обработено, за бришење се 10.938 гласачи. За соцзвездичка или гласачи со право на глас, кои што живеат надвор од државата, се 27.317, потврдени се 12.173. Од сите 87 или 89.000 колку беа за терен, треба ДИК да допровери уште 36.922. МВР знам дека уште работи, се надевам денеска ќе ги достават податоците конечно, каде што се потврдува дека тие 71.793 имат документи и тоа дополнително го отвара проблемот на прашањето зошто не се појавуваат во нито една од 10 бази на податоци од 2009 наваму, а ги има во избирачкиот список. Тоа значи дека терен мора да се направи за 71.793.
Посебно, упатените знаат, ако се знае податокот, дека има околу 25.000 издадени пасоши или патни исправи, кои што немат лична карта. Еден дел се малолетни лица и тоа е окей, 5.500. Но преку 19.000 полнолетни граѓани имат пасош со македонска адреса без лична карта. Апсолутно податок за фантоми, фиктивни или, по закон кажано, луѓе кои што се на избирачки список, а не треба да бидат на избирачкиот список. Сите овие во најмала рака ќе утврдат уште 52-3.000 за соцвездичка. Логично, неколку години ги нема во Македонија, а ги има на избирачкиот список, имат документи, освен овие 19.500, се во странство. 124.000 конкретно за проверка треба да има 107.000. Зошто? Заради тоа што 17.000 веќе во другите вкрстени бази се поклопуваат. Овие 107.000 мора да бидат проверени. Дали директно преку МВР со граничните премини, па после согласно правилник и методологија, треба да бидат проверени. Но на крајот, податокот покажува како и да се движат по закон и методологија, зборувам, податоците. Повеќе од 40.000 не треба да бидат на избирачкиот список, а се на избирачкиот список. Некаде околу 176.000 треба да бидат во вториот дел од избирачкиот список, како дополнение на тие 68 или 72.000 што досега ги има, дека се со звездичка или се надвор од државата. И треба дополнително ДИК да работи на вкупна бројка по сите овие бази, терен, институции и 124.000, вкупно 232.715 гласачи да провери. Затоа ние знаеме дека не може до 16 да се стигне со проверката на избирачкиот список. И затоа знаеме дека конечно избирачкиот список ќе покаже нешто над 1,5 милион гласачи кои што живеат во Македонија со право на глас. Некаде повеќе од 260.000 гласачи кои што имат право на глас, но живеат надвор од државата. До денеска бројката е 1.812.000 гласачи. Во моментот Македонија нема избирачки список, а зборуваме за избори за 5 јуни. Бројката мора да биде сведена на реално, по закон и по методологија. Тогаш граѓаните ќе веруваат дека ќе има регуларни избори. Од прочистен избирачки список зависи регуларноста на изборите. Затоа опозицијата нема намера да учествува на нерегуларни избори. За фер и демократски избори мора да се направат реформите во медиумите и да се разграничи партијата од државата. Од тука, тоа што досега го осознаваме, се фрапантни податоци кои што треба во име на вистината да и бидат соопштени на Македонија, кога ќе заврши комплетната проверка согласно закон и да се знае од сите страни на граѓаните дека сега мојот глас ќе биде глас и ќе вреди. А не да не се појавуваат луѓе како што се појавува во претходните избори. Фантоми да гласат или некој да гласа со украден идентитет на нашинец кој живее во странство. Тоа повеќе нема да го дозволиме. Повелете. Ајде. Повелете. Добро, ми дојде редот. Повикавте на општ бојкот на изборите. Дали очекувате да се зголеми притисокот на меѓународните посредници, заедница, како сакате речете ги, врз вас, бидејќи имаме сознание дека и во текот изминатиот период те биле под притисок? И второто прашање врзано исто за овој, и претпоставувам решени сте дека ова е дефинитивна одлука, дека нема да одите на избори. Второто прашање, бидејќи парламентот е само распуштен, владата е со ограничен или технички мандат. Единствената институција во државава што во моментов уставно може да функционира е претседателот на државата и ДИК со оглед на договорот од Пржино. До кога мислите... Ве молам. До кога мислите дека е ваква ситуација можно одржлива? Една работа. На крајот на денот ни е нашата Македонија и нашите граѓани. Тие се конечната власт во државата. Буквално е каша во државата, посебно во одправен аспект. Според мене, јас не сум правник и не ме зимајте за збор, но тоа што го слушам, и еве ќе одцитирам професор Шкарич по уставно право, вели вака: прво се распишуваат изборите, а после тоа се распушта парламентот. Претседателот на собранието своето право на одлука за распишување на изборите го црпи од својот пратенички мандат, кој што е еднаков на мандатот
на сите пратеници. Јас знам дека во понеделникот имат председателство закажано. И знам дека се договарат на точка патување на членовите на председателството. Тоа е председателот и подпредседателите. Функционираат некои пратеници во собранието. Треба правниците, повикувам и стручната јавност, да се зафатат со ова прашање и да кажат правен излез од ова решение. Ние знаеме што тоа треба да браниме. Ако опозицијата замолчи и ги затвори очите пред овие бројки, кои што пред малку ги соопштив, што да чекаат граѓаните во град и село широм Македонија? Ние се бориме прво за регуларноста на процесот, после за фери демократски избори. Регуларноста зависи од прочистување на избирачкиот список. Тој избирачки список, барем денеска, во времето во кое што живееме, после активностите на специјалното јавно обвинителство, после проектот Вистината на Македонија, после јавно објавениот список од Државната изборна комисија, посилна потврда дека мора да се прочисти избирачкиот список не постои. Барем транспарентноста тоа го покажа. Штом ќе биде прочистен избирачкиот список, штом ќе бидат направени реформите во медиумите и ќе има исчекор за разграничување на партијата од државата, ние одиме на избори и ќе ги победиме и ќе ги изгазиме. Заради тоа што тоа и го направиле на нашата заедничка Македонија. И тоа ќе заврши. И затоа уште еднаш потврдувам, ние знаеме дека промени ќе се случат во Македонија. Нема никаде во светот некој да даде капитулација самоволно и повторно тој да се врати. Ни па некаде некој да ги уништи европските, универзалните вредности, човековите права и слободи и да чекаме тој да се врати да ги возобнови. Промените ќе се случат. Но регуларноста на процесот е трајна придобивка на Македонија. Ова прочистување на избирачкиот список не е само за овие избори. Ќе биде почеток и за наредни избори, за после само да се допрочисти. Ова е трајна придобивка и одлучивме сите заедно подпишувајќи договор во Пржино, подпишувајќи, односно гласајќи го законот изборен во собранието, формирајќи Државна изборна комисија како независна институција, дека оваа работа не заради Заев и Груевски, заради граѓаните мора да ја завршиме. И сега да трчеме на избори кога гледаме ти не е завршена? Не, ќе обстоиме до крај. И ќе ги докажеме сите наши аргументи зад кои што стоиме од почеток до крај. Благодарам. Останав должен. Благодарам на господинот Петковски. Јас сум транспарентен човек, изборувам секогаш отворено. Не сум имал притисок од представниците на меѓународната заедница. Разговараме на основа на аргументи. Аргументите се на маса. Може ли представник на демократска Европа и на демократска Америка, гледајќи ги овие факти, да прави некој вид на притисок? Не разговараме. Дали минимум шанси постојат во некое, можеби делумно прочистување на избирачкиот список? Нема делумно прочистување на избирачкиот список. Или ќе го прочистиме, или не го прочистуваме. Ако се обидува ДИК да надгласи политичка одлука на објективни аргументи и факти, тогаш ќе мора Македонија да излезе со 1.808.000 гласачи наместо 1.812.000. Тоа не е прочистен избирачки список. Ако не треба да се избрише ни еден, нека не се избрише. Ако треба 5 да се избрише, ако треба 50.000 и 50.000 да се избришат. Но тоа е фер шанса за секој граѓанин да каже: денеска е недела, денот на изборите ќе излезам, јас ќе влијаам со мојот глас. Ако не, што правиме со 100-150.000 кои што некој ги трупал? И што вреди мојот глас? Основата на демократијата е тоа. И затоа ова платформа се вика Платформа за демократска Македонија. Зад која што застануваме сите и уште еднаш ги повекувам сите да застанат, заради тоа што повеќе не се работи за лични аспирации или лични цели. Се работи за Македонија и незината иднина. Благодарам. Повелете. Повелете. Со тоа што не ги повлековте членовите, вашите членови во ДИК, во дел од медиумите беше протолкувано како да оставате простор дека сепак може да одите на избори на 5 јуни. Еве вака, транспарентноста во постапката не потврдува во тој дел дека знаеме да бидеме целиот овој период и конструктивни, ама и заложници за принципите за кои што се залагаме. Ако постои некој на основа на овие аргументи, со сето она што ДИК треба да го сработи, зборувам по закон и методологија, ништо повеќе, ништо помалку. Ние
ќе ги побијат нашите аргументи и ќе паднат нашите наводни принципи во таков случај. Принципите и аргументите се пресилни и остануваме да ги потврдуваме таму. Оти ако не се представниците на опозицијата таму, тогаш може се да се случи. Ставил Заев подпис во името на сите овие луѓе, во името на граѓанските организации во тој момент кога беше пржино и во името на многу граѓани кои што се опозиционо настроени барем, а верувам и на многу неопределени граѓани, дека овие услови ќе ги туркаме до крај да бидат исполнети. Бегањето ќе значи наше бегање од тој дел. Ние рековме на 5 јуни не одиме на избори. И рековме зошто не одиме на избори. Но истовремено процесот мора да тече. Од овој процес ќе заврши со избори. А без слободни избори, рековме, нема слобода. Од тука остануваме до крај верни на принципите и заложбите, каде што стоиме, каде што стои нашиот подпис и за што се залагаме. Повелете? Ви благодарам на сите. Нека е со среќа.